Почитувани колеги, ја отварам 79-та седница на Државната комисија за спречување на корупцијата. На седницата од оправдани причини не присуствуваат два члена, Нури Бајрами, кој што е подолго време на боледување, и госпоѓа Совка Пејовска-Дојчиновска, која што е на годишен одмор. За седницата го предлагам следниот дневен ред. Прва точка, предлог записник од 77-та седница од 14 ноември и предлог записник од 78-та седница од 24 ноември. Втора точка, програма за работа на Државната комисија за 23-та година, годишен план за следење на имотна состојба и судирни интереси за 23-та година, годишен план за спроведување на антикорупцијска проверка на легислативата за 2023 година, прашања и предлози доколку има од новинарите, и потоа ние преминуваме на затворена седница за гледање на пријави од укажувачи. Дали има некој нешто забелешки околу дневниот ред? Ако нема, ако го прифаќаме дневниот ред, тогаш кој е за, нека крене рака. Ги молам колегите од ТВ Алсат да си го исклучат микрофонот. Алсат, ТВ Алсат, Мефел. Исклучете го микрофонот. Преминуваме на првата точка, предлог записник од 77-та седница. Првин тоа, дали има некои забелешки околу записникот? Ако нема, тогаш го ставам на гласање. Кој е за? Погасно во 1:30 ако почнеме ќе биде супер. Ве молам колеги од ТВ Алсат, исклучете си го микрофонот. Кој го хостира нашиот линк, нека ги исклучи. Ало, Мефел. Понатамо, имаме записник од 70... Сега не разбирам. Добро го исклучи. Добро. Значи имаме записник од 78-та седница, дали има некои забелешки по записников? Ако нема, кој е за? Констатирам дека и тој записник е усвоен. Одиме понатамо, имаме програма за работа на Државна комисија за спречување на корупција за 23-та година. Ја молам колешката Катица Николовска кратко да каже околу програмата за наредната година. Благодарам, председателка. Многу кратко, бидејќи ова е веќе активност која што ја повторуваме на крајот на секоја година, согласно нашата обврска, која што произлегува од член 17.24 од Законот за спречување на корупција и судени интереси, да донесеме годишна програма за работа на Државната комисија. Програмата опфаќа активности кои што се однесуваат на исполнување пред се на нашите надлежности, кои што се предвидени согласно законот. Ништо по-конкретно или по-детално или по-различно не е во однос на претходните години, само што се надополнуваме и се усовршуваме во однос на спроведување на некои активности. До усовршувањето произлегува и од нашите зајакнати капацитети пред се на човечките ресурси, но и на софтверските решенија кои што за среќа веќе почнуваме да ги имплементираме и да ги избогатуваме во нашиот арсенал. Ние секако најголем фокус на почетокот на наредната година ќе обратиме на спроведувањето на мерките и активностите кои што се планирани со националната стратегија за спречување на корупција и судени интереси, кои што треба да бидат реализирани во текот на 22 година. Ќе повторам дека за оваа активност веќе имаме развиено веб апликација која што користиме од минатата година. Оваа година ќе биде и поусовршена, така што ќе можеме многу полесно да ги добиваме извештаите од институциите кои што се задолжени за спроведување на мерките и активностите, да ги добиваме и да ги анализираме на побрз и на поефикасен начин. Исто така имаме обврска до Собрание на Република Северна Македонија да доставиме извештаи за имплементираните мерки и причините за нивно неимплементирање.
Од извештајот од 21 и 22 година кој што ќе произлезе, верувам дека ќе се покрене активност и таа ја планираме кон измена и дополнување на националната стратегија. За ова веќе и повеќе пати сме говореле во нашите излагања и седници, така што не е ова нешто ново и непознато. Понатаму, друга активност која што ја зајакнуваме е спроведување на процесот на антикорупцијска проверка на легислативата, или како што ние скратено си го викаме АПЛ. Зајакнувањето се должи пред се на целосната екипираност на Одделението за антикорупцијска проверка на легислативата, каде што се збогативме со нови колеги, кои што се стварно добри во својата работа и многу се посветени, така што на крајот, после од кој ќе изложам за годишната програма, колешката од антикорупцијска проверка ќе го изложи планот кој што се однесува на кои закони ќе бидат опфанати, што не значи дека нема да има дополнувања или доколку има потреба нема да биде проширен и тој план. Она што е исто така важно за активностите на ова одделение се обврските кои што произлегуваат од активности кои што се веќе започнати во 2019, 2020, 2021 година во рамки на ИПА проектот, поддршка на државна реорганизација, компонента 2, подобрување на рамката на дискреционите овластувања, каде што со поддршка на USAID и Transparency Македонија беа изработени извештаи за ранливост на одредени закони во областа на вработувањата, на градежништвото, на урбанизмот, екологијата, така што овие извештаи кои ќе бидат објавени до крајот на годината, обврска се на нашето одделение да следи дали препораките се имплементирани согласно предвидената динамика. И секако и за тоа ќе има соодветни известувања кои што ние благовремено ќе ги афирмираме пред јавноста, но и ќе ги објавиме на нашата веб страна. Она што во континуитет ни е надлежност е да постапуваме по предмети со наводи за сомневања за корупција, за судирни интереси, без разлика дали се тоа постапувања по предмети оформени врз основа на доставени пријави или по собствени иницијативи. Во континуитет постапувањето се подобрува, се зголемува, имајќи во предвид изголемениот број на пријави кои што се доставуваат. Понатаму, евидентирање и следење на имотна состојба е секако исто така голема и многу важна надлежност на ДКСК. Ќе се продолжи со верификување и објавување на образците во регистарот, се доставање на функција во новото софтверско решение кое ќе опфати електронско пријавување на имотна состојба. Она што сакам да го потенцирам е дека во тек е веќе ќе започне од наредна година тест период на дел од софтверот, на софтверското решение, конкретно модулот на регистарот на избрани и именувани лица, и штом ќе заврши тој тест период, почнуваме со редовна продукција и експлоатација на тој дел од софтверот и веќе ќе располагаме со валидни и проверени докази, односно податоци, колку избрани именувани лица постојат во Република Северна Македонија по различни основи, нели, како што се должни до нас да доставуваат образци за, односно податоци за нивната имотна состојба. Исто така, ова софтверско решение во текот на наредната година се планира да се збогати уште и со нов модул, односно тоа е електронското поднесување на изјавата на анкетниот лист, односно изјавата за имотната состојба и судирот на интереси, кои што секако ќе почне да функционира штом се воспостават и соодветните комуникации со релевантните институции од кои што ние најмногу обезбедуваме податоци. Во прв момент тоа ќе бидат МВР,
Агенција за катастар, Централен регистар и Управа за јавни приходи. Понатамо, како ќе оди во континуитет поврзувањето со другите институции, така ќе го зајакнеме и нашето постапување. Во зависност од наодите кои што ќе произлезат од анализата и односно работата по предметите поврзани со наводи за постоење на корупција или судени интереси, ќе произлезат и предмети за поведување на прекршачна постапка, секако доколку се утврдат повреди на законот, верувам дека ефикасноста во овој дел ќе се зголеми откога ќе бидат имплементирани модулите кои што претходно ги објаснив. Понатаму, 23-та година ќе се посветиме на имплементирање на надлежноста која што произлегува исто така во однос на објавување на каталогот на подароци. Ова е еден од сетот на елементи за зајакнување на интегритетот, односно политиката на интегритет. Знаеме дека сите избрани именувани лица па и административни службеници имаат обврска да пријавуваат за подароци кои што ги примиле, односно ги добиле согласно одредени посети, како да кажам, размена на подароци официјални и така натаму, но сепак тоа се подароци кои што мора да бидат пријавени, согласно на тоа доставени и до нас. Ние работиме на зајакнување на капацитетите на ДКСК, пред се воспоставување на процедури како да се објават тие податоци, а понатаму ќе има и нормално софтверска поддршка која што ќе го обезбеди сето тоа и достапност на сите тие примени подароци, од кого биле примени, од кого биле дадени, по кој повод, која вредност и сето она што го бара законот. Законот за заштита на укажувачите е основен закон со кој што ние го спроведуваме и постапуваме и во 23-та година ДКСК, односно лицето кое што е овластено за внатрешно и надворешно заштитено пријавување, ќе постапува по овие пријави. Се разви посебно софтверско решение за уште по ефикасно примање на пријавите без да биде загрозен идентитетот на пријавувачот и сето тоа во една законска постапка и процедура која што ја наложува самиот закон. Во оваа насока предвидено е во рамките на тренинг центарот кој што го имаме за наша среќа, да се развие во рамки на модулот за заштитено пријавување, да се одржат обуки со овластени лица за прием на пријави од укажувачи и вработени од институциите од јавниот сектор со цел нивно детално запознавање со начинот на постапувањето по примени пријави од укажувачи и самиот инструмент на заштитено пријавување. Понатаму исто така нова надлежност на Државната комисија која што произлегува од имплементација на законот за лобирање. Имаме обврска да вршиме надзор над примена на истиот и во текот на 23-та година планирани се повеќе активности со цел да се развие, да се зајакне јавната и институционалната свест за важноста на лобирањето, како и давање насоки за правилна примена на одредбите на овој закон, а по барање на органите. Понатаму, за да можеме сето ова да го спроведеме, да го реализираме, секако потребни ни се зајакнување на нашите капацитети. Само да напоменам дека 22 година ја завршивме многу поволно за нас, имаме зголемен број на вработени во секретаријатот, меѓутоа не запираме тука, согласно планот за вработување за 23-та година, планирани се 5 нови вработувања и 2 унапредувања на административни службеници, што од ова произлегува дека и континуираното усовршување, односно обучување на вработените е главна цел на комисијата и сето тоа ќе биде во рамки на годишниот план за обуки на вработените од секретаријатот, кој што е
изработен согласно Законот за административни службеници и доставен до соодветните институции. Исто така, во текот на 23 година, со поддршка на ИПА проектот 2020, проект Владење на правото, во соработка со Меѓународната фондација за изборни системи, планирано е да се развијат и да се објават лекции на платформата за e-учење, која што е активна на вебсајтот на нашиот вебсајт. Тука многу се посветува внимание на системот. Веќе постојат објавени e-learning лекции за системот на интегритет, судебни интереси, заштита на укажувачи и спречување на корупција, така што ние понатаму ќе продолжиме на збогатување на фондот на овие лекции со различни програми и со проширување на целната група. Секако, тука се подразбира и зајакнување на техничкиот капацитет на комисијата, односно уште повеќе софтверски решенија, некои од нив се веќе се имплементирани, дел ќе се надградат, дел се нови електронски решенија, така што сето тоа со поддршка на меѓународните партнери и донатори на нашата комисија ќе се обидеме да го реализираме во текот на наредната година. Соработката со граѓанските организации и фондации останува и понатаму главна определба на Државната комисија во однос на размена на искуства, на експертизи, на решавање на проблемите, поефикасен пристап на државата за борба против корупцијата и секако за промовирање на интегритетот, кој што е една од планираните активности во наредната година. Значи, тука не запира соработката само со граѓанските организации, ние ќе зголемиме, ќе зајакнеме соработката и со другите антикорупцијски тела во регионот, како на државно ниво, така и на меѓународно ниво. Понатаму, она што се појави како неопходност последниве, почнувајќи од декември 2012 година, е присутноста на Државната комисија заедно со институциите во скрининг процесот што се врши пред Европската комисија, произлегува од ризиците на корупција кои што се детектирани во скоро сите поглавја кои што се предмет на скрининг, така што голема активност и Државната комисија ќе ги насочи своите ресурси кон што поефикасно следење на овие процеси и нормално присуство секаде онаму каде што ќе оцениме дека Државната комисија може да даде свој придонес во надминување на состојбите. И она што морам да го кажам е дека ќе се насочиме во наредната година да го имплементираме антикорупцијскиот стандард ISO 37001, кој што е меѓународен стандард и представува систем за управување со антикорупција, кој со помош на серија поврзани мерки и контроли, вклучувајќи поддршка за водство, ги идентификува барањата и насоките за неговото поставување, имплементација, одржување и подобрување како независен стандард или интегриран во постоечкиот менеджмент систем. Сепак, ние сме најповикана институција која што треба да го меѓу првите да го имплементира овој процес. Ова е накратко, нормално оваа програма ќе биде објавена на нашата веб страна, па секој што е заинтересиран може да погледне дополнително, да се информира поконкретно од дополнителните планови кои што ќе произлезат од оваа програма. Благодарам. Хвала, Кате. Дали има некои коментари околу годишната програма за работа за 23-та? Нема. Доколку нема, ја ставам на гласање. Кој е за?
Констатирам дека комисијата ја усвои годишната програма за работа за 23 година. Точка број 3 е годишен план за следење на имотната состојба и судирот на интереси за 23 година. Накратко јас ќе ја запознам јавноста дека согласно членот 19 од Законот за спречување на корупција и судир на интереси, Државната комисија има обврска да усвои годишен план за наредна година за следење на имотна состојба и судир на интереси, применувајќи пристап заснова на проценка на ризик од корупција. За подготовка на годишниот план за 23 година, Државната комисија се раководеше од Националната стратегија за спречување на корупција и судир на интереси, која се однесува на периодот од 2021 до 2025 година, каде што се утврдени и селектирани приоритетните проблеми кои што генерираат висок ризик од корупција. Имајќи ги предвид годишните планови од претходните 2 години, ДКСК се насочи кон носители на функции од области кои досега не биле целосно опфатени, како и во области кои што биле опфатени, а во кои се уште се препознаваат високи ризици од корупција. Во смисла на наведеното, како ризични области се издвојуваат правосудството, тоа е област која континуирано последните години е оценета како ризична, па така ДКСК и оваа година процени дека има потреба да опфати суди и обвинители во годишниот план. Понатамо, законодавната власт, имено согласно препораките од ГРЕКО, четвртиот круг на евалуација, кои што се упатени до Државната комисија за спречување на корупција, дека треба да се зајакне проверката на имотната состојба на претениците на Собранието во Република Северна Македонија, затоа во овој годишен план за следење на имотната состојба за 2023 година ќе бидат опфатени дел од претениците на Собранието, избрани по рендом. Понатаму извршната власт, имајќи во предвид укажувањата на Европската комисија во извештаите за напредокот на државата за потребата од гонење на висок профил на корупција, предмет на проверка ќе биде имотната состојба на актуелни министри во владата кои не биле опфатени во досегашните проверки. Во врска со горе наведеното, а согласно членот 19, како што споменав од Законот за спречување на корупција и судир на интереси, Државната комисија утврди дека во текот на 23 година ќе изврши проверка на суди, обвинители, пратеници на Собранието и министри. И тоа, 5 обвинители, 5 суди, 6 пратеници и 5 министри. Дали има некои забелешки околу годишниот план? Ако нема, дека не мора да се секогаш само министри, разговаравме да бидат представници од извршната власт, така да може да биде и некој директор на агенција или било што така ќе. Значи кој точно, нели тоа дополнително утврдуваме, ова е сега рамка, така што Добавам нешто. Значи, во врска со тоа за јавноста, фактично да се објасни дека нема да вршиме проверка само на тие 15 со годишниот план, туку ќе вршиме и проверка и на лица по допрен глас или согласно предметите што ќе ги анализираме и добиваме податоци, каде што ќе има потреба и ќе имаме сознание дека некој има сомневање за некој од функционерите, исто така ќе се врши и проверка. Значи, нема да биде само 15, но во моментот, заради можноста што ги имаме моментално, не можеме повеќе да проверуваме, но од другата страна, од наредната година, како што ќе влезе во употреба софтверот, ќе имаме можност сите тие што не доставиле или не ги пополниле податоците како што треба, ќе имаме знаменца што ќе ни укажат за проверка и ќе имаме можност поголема проверка од до сегашните што ги имаме направени. Добро, кога ќе се вклучи софтверот, ние ќе го промовираме, ќе кажеме сите негови можности, а сега разговараме за годишниот план, кој што прашувам дали имате забелешки конкретно на ризичните подрачја од каде што ќе се бират представници на носители на извршна власт. Ако нема, тогаш планот го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека планот е усвоен. Одиме понатамо, имаме годишен план за спроведување на антикорупцијска проверка на легислативата за 2023 година. Ја замолувам колешката од одделението за
антикорупцијска проверка, кратко да изреферира околу овој дел. Добар ден и од мене. Една од надлежностите која што ја има ДКСК, утврдена во чинот 17 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, е да спроведува антикорупцијска проверка на закони, подзаконски акти и други општи акти согласно со методологијата која ја донесува. По дефиниција, антикорупцијската проверка представува анализа и проценка на формата и содржината на прописите, кои што се во подготовка или кои веќе се изготвени од аспект на нивното практично спроведување, усогласеност и нивното подобрување, а се со цел детектирање, спречување и минимизирање на ризиците во однос на можности за корупција и судир на интереси кои може да резултира при спроведување на законите. За годишниот план за 2023 година се водевме во Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 2021-2025, каде што се диагностицирани и селектирани приоритетните проблеми кои генерираат висок ризик од корупција, како и воз основа на детектираните ризици на легислативата при секојдневното работење и истражување од страна на вработените во одделението. Па така, согласно однапред утврдени критериуми за приоритет, за следната година се предлагаат следниве закони. Закон за средното образование, кој што е опфатен во Националната стратегија во областа образование, закон кој што претрпел многу измени низ годините и за истиот закон повторно има предлог измена објавен на ЕНАР. Честата измена на законите, впрочем, и согласно методологијата за апел е показател за ризик од корупција и токму затоа овој закон го предлагаме да извршиме антикорупцијска проверка. Следен закон за следната година е закон за бесплатна правна помош, кој што е опфатен во Националната стратегија во делот правосудство, од причина што целта на овој закон е да се обезбеди пристап до правдата и правичната судска заштита, како едни од основните човекови права, треба да се провери колку во суштина законот го овозможува истото и дали можеби постојат ризици од корупција при неговата примена. Следен закон е закон за индустријски и зелени зони, закон кој што го има во Националната стратегија во делот економија и бизнис. Целта конкретно на овој закон е забрзување на економскиот развој со привлекување на странски и домашен капитал за развој на единиците на локалната самоуправа и економијата на Република Северна Македонија. Влијанието на интересни групи при имплементација на овој закон за постигнување на нивните цели е многу битно прашање и токму затоа целта е да се спроведе антикорупцијска проверка на одредбите од овој закон. Во годишниот план решивме да го ставиме и законот за извршување на санкциите. Имајќи во предвид комплексноста и сложеноста на затворскиот систем, постои континуирана потреба за следење на легислативата од областа на извршувањето на санкциите, а особено потребата да се усогласи со меѓународните стандарди со цел да се придонесе кон подобрување на безбедноста во општеството. Потоа следи законот за финансиска инспекција во јавниот сектор. Со образложение го предлагаме овој закон бидејќи се опфатната анализа на целокупната законска регулатива поврзана со постапувањето на финансиската инспекција во јавниот сектор, досегашното искуство и проблемите детектирани во работењето на финансиската инспекција во јавниот сектор укажува на неусогласеност на постојниот закон за финансиската инспекција во јавниот сектор со системските закони кои што ја регулираат дадената област. И како завршен закон го предлагаме законот за инвалидски организации. Конкретно во врска со работата на инвалидските организации, знаеме дека се оформени предмети по кои што постапуваше Државната комисија. Исто така по овој закон имаше и доста реакции во јавноста. Констатирано е дека законот содржи многу двосмислени одредби и нецелосно дефинирани процедури и рокови, што согласно методологијата за работа на одделението за антикорупцијска проверка на легислативата остава можност за различно толкување, а со тоа и за ризици од корупција. Ова е нашиот предлог за едната година, со тоа што ДКСК има единствено право и во текот на годината да врши проверка и на легислативата која што не е наведена во годишниот план. Благодарам, Сања. Дали некој има нешто да дополни околу оваа точка? Ако нема, тогаш го ставам на гласање планот запалов.
Кој е за? Констатирам дека комисијата го усвои. Со тоа се исцрпени точките, останува следната точка прашања и предлози од страна на новинарите, доколку имаат некакви прашања. Ако нема прашања, на медиумите им посакувам среќни празници, а останатите колеги ги повикувам во сала да продолжиме со... Еве го Мефел, ајде, повели. Сега треба да Да, го пишем. Сега треба да бидеш кулчен, а не преска. Се извинувам. Значи Да. на брзина така беше ситуацијата. Нема проблем, ајде. Кратко тоаш, јас бидејќи ево нема другите колеги прашања, би сакал во еден настан да поврзам со тоа кренем. Се виде дека последен гест со премиера, одма имаше реакции во пазарот каде што имаше намалување на цените и така натаму. Дали тоа ситуација создава сомнеж дека навистина би можело да има корупција или криминал во врска со одредени лица што се на власт и бизнисите за да не се почитуваат сите тие мерки за да се поевтинуваат цените на прехранбените производи и да се злоупотребува тој вакуум кој што сегаш оди во грб на граѓаните и последици има граѓани. Дали создава тоа некаков си предмет или сомнеш дека стварно треба и тоа да се истражува и да се види каде. Вака сега, убаво размислување, убаво прашање, но мислам дека тука треба пред да се упати до пазарна инспекција, која што треба да утврди каде нема намалување на цените, каде има зголемување и каде постојат сомнежи дека некој ја злоупотребува својата позиција за да ги држи цените на повисоко ниво. Потоа, ние би можеле да настапиме на сцена, верувате, не можеме да бидеме институција која што буквално може да ги реши сите проблеми во државата. Значи, затоа се постои пазарна инспекција, таа треба да се утврди, има, нема намалување, зголемување и така натаму. Потоа доаѓаме тоа што доаѓа кај нас, како предмети и пријави за работа, тоа што сметаме дека има елементи за наше постапување, го работиме и го соопштуваме во јавност. Да, затоа повеќе прашање беше во аспект на како коментар од вас како мислење, не дека имате надлежности, се знае дека немате конкретни надлежности на тоа. И другото, ги слушнав сите нели речиси планови стратегии за идната година, но се знае дека најголемата црна точка ни остана судството. Да, исто така би сакал и ваше мислење и коментар како би се решило тоа во војнина и дали очекувате вие како антикорупцијска комисија во судството да ги има повеќе во предвид вашата работа и вашите предмети за да може да ево да барем да оди чекор напред во тоа што да има подобра слика за нив во општеството и подобро мислење. Факт е дека овој сектор се движи многу споро. Меѓутоа, еве една убава вест да споделам со јавноста, дека во Републичкото јавно обвинителство назначено е лице за контакт со Државната комисија, на кое што го доставивме списокот на сите досегашни иницијативи дадени до јавното обвинителство. Очекуваме дека нешто ќе се случи по ова нивно барање, за да го доставиме овој список. Од друга страна пак, имајќи го предвид ризикот кој што е утврден во нашата национална стратегија за овој сектор, Државната комисија во соработка со мисијата ОПСЕ изработува една анализа која што треба да ги утврди ранливите точки во овој сектор и верувам дека од тука ќе произлезат препораки кои што понатаму треба да се применат и да се прифатат. Очекувам дека ќе има некакво раздвижување, доколку нели се надевам дека станува збор сепак на дека и во тој сектор има луѓе со интегритет кои што ќе го придвижат процесот во позитивна насока. Добро, благодарам. Нема други, може само јас сосема накратко. Бев 5 минути излезена, може би ќе се повтори моето прашање, се извинувам ако е така. Но може ли една генерална оценка за оваа година, како помина, дали беше барем за нијанса подобра и поуспешна во вашата работа од минатата? Ние си ја оценуваме нашата работа како успешна, заради тоа што се што сме си задале како задача,
сме го изреализирали. Колку тоа и како е прифатено од страна на другите институции сме говореле во повеќе наврати, меѓутоа конкретно за 23 година, анализите за 22 година, анализите се прават на почетокот на 23 година, така што конкретно и со бројки ќе можеме да излеземе и да кажеме колку од нашите иницијативи и препораки биле прифатени во текот на 22 година. Сепак, сметам дека постоењето и функционирањето на оваа институција, особено на транспарентен и јасен начин, пред јавноста предизвика промени во јавното мислење и предизвика воопшто промени во можеби мали, меѓутоа почетоци на некакви промени во општеството, што искрено се надевам дека во наредниот период ќе се зголемат. Ако нема други, уште еднашка на медиумите да им честитаме новогодишни празници, да ви посакам многу здравје, да се гледаме во наредната година со заклучоци дека корупцијата се намалила во државата. Ги повикувам останатите колеги за 15 минути, односно во 12 часот во сала. Ајде, пријатно. Пријатно.